По 12-ти пат на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски се одржа манифестацијата Зелникот на баба, која ги надмина сите очекувања. Околу 8.000 посетители од цела Македонија и од соседните земји беа дел од овој настан на кој се собраа 175.500 денари, средства кои ќе бидат наменети за хуманитарни цели. За наетно маса беше прогласена масата на учесниците од Виница, а штанд што собра најмногу парични средства е штандот на Пишица, кој собра 11.950 денари. Градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски упати огромна благодарност до секој еден посетител, до вредните раце на мајсторите на Зелникот и до сите кои помогнаа овој ден да биде магичен. Денес сме овде на една прекрасна манифестација Зелникот на баба, кој што веќе прераснува во традиционална манифестација која што ја организира општина Пробиштип. Оваа година е 12-ти пат поред која што ја организираме. Прекрасен настан. Ова година има најмногу учесници и во надпреварувачкиот дел, меѓутоа според наша проценка и најмногу посетители кои што се дојдени од сите градови во Република Македонија, меѓутоа има посетители и од странство. Се надевам дека сите присутни денеска ќе се чувствуваат убаво во нашата општина. Се надевам дека ќе ги вкусат гастрономските специјалитети кој што ги нуди овогодинешната манифестација. Тоа е зелникот, кој што е една од најубавите традиционални македонски јадења. За жал, се помалку млади го знаат да го приготвуваат, меѓутоа еве ние и во тој дел ќе се потрудиме да ја пренесеме традицијата на најмладите. На сите присутни им посакувам убав престој во нашата општина, им посакувам уште многу години да ја развиваме оваа манифестација и од година во година да биде се поуспешна и поуспешна. Ради Илиевски, раководител на оделението за јавни дејности при општина Пробиштип, најави дека веднаш по завршување на 12-тото издание ќе почне со постапка за брендирање. Веќе по завршување на манифестацијата ќе преидеме на тоа да си ја брендираме, да си ја заштитиме оваа манифестација која што е единствена, уникатна во Република Македонија, единствена од ваков вид и токму за тоа зборува оваа голема посетеност. Манифестацијата Зелникот на баба 12-та година е, меѓутоа годинава требаше да славиме 15 години, меѓутоа од одредени причини неколку години не ја одржавме. Самото одржување 12 години да живее оваа манифестација, да постои, многу значи во делот на белег, општо препознатлив белег на градот, освен што не познаваат како рударски град, како град на најголемиот и неубавиот аквапарк, не знаат сега и како град на Зелникот на баба. Годинава очекувавме доста голем број, меѓутоа до оволку не очекувавме, што значи самата манифестација буди голем интерес и за учество, и за посета на истата. Сами можете да видите која илјадна публика ни е дојдена од сите краеви на Македонија. И за споредба, последниот пат имавме 22 штанда, сега имаме 35 штанда, што значи далеку поголем интерес и далеку поголеми групи за учество на истата. За истата се залагаме понатаму да ја прошируваме и да ја надоградуваме и меѓутоа да си ја негуваме ваква каква што е, затоа што самата посетеност говори многу. Покрај тоа што се демонстрираше како се прави зелник на манифестацијата Зелникот на баба, се одржа и надпревар во брзо сукање на зелник. Во надпреварот учествува 8 домакинки од различни краеви на Македонија, а дел од надпреварувачите беше и еден ученик од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово. Васка Петрова беше најбрзата домакинка помеѓу 8-те надпреварувачи, која успеа да усука за неполни 20 минути. Многу ми се допаѓа, многу е убаво и друг пат сам учествувала и Вие сега кажете ни за колку време и како успеавте да бидете денес прва? Што знам, брзо сукање, јас сум таја што брзо си фаќам. Да? Тоа.
И дома брзо усукувате? И дома многу брже сукам и така. Ке ни го откриете рецептот на зелникот? Ќе ви го открием. Еве, кажете ни. 1 кило брашно, пола кило вода, сол, квасец и зајтинче малку усукањето и многу се поубаво сука кога се стави зајтинче. Да. Како е остатокот од конкуренцијата денес? Другите што се надпреваруваа? Па добро е. Да? Шо? Гледам дека сте премногу возбудени. Ви посакувам пријатен ден денес овде. Фала и на вас. Настанот беше збогатен и со музичка програма во која настапија Културно-уметничкото друштво Злетовски рудар, Културно-уметничкото друштво Весели пензионери, градскиот хор Срма Пробиштип, Влашка пејачка група од Скопје, Блага Петревска, Смилја Митревска и Катерина Таневска Ѓоргиев. Зелникот на баба останува символ на домашната кујна, но и доказ дека старите вредности и рецепти се уште живеат меѓу луѓето.